на музеот МС сакам да изразам благодарност за присуството пред се на сите вас тука, но и воедно да го изразам задоволството за почеток на оваа соработка помеѓу Музеот на современа уметност и Филозофскиот филмски фестивал. Се надевам дека не очекува плодна, долга и успешна соработка. На сите вас сакам да ви најавам дека иако ова е нашата прва проекција подотворена за оваа година, нема ни да е последна, бидејќи музеот почнува со својата редовна програма од 15 јуни оваа година и се надевам дека ќе видиме во што поголем број во новото кино над градот. На Ани на тимот на Филозофски филмски фестивал сакам да им посакам успешна фестивалска година. Ви благодарам што се уште продолжувате да се борите за филмот и на сите вас пријатна кинопроекција. Фала. Добро вечер и од моје име. Јас сум Ана, директорката на Филозофскиот филмски фестивал и сакам да ви посакам добре дојде од името на целиот тим на фестивалот. Оваа година беше посебна година за сите нас и дотолку повеќе сме среќни што сме тука, се уште една година фестивал. Се надеваме дека ќе имаме и до година и понатаму. И дека вие се уште сте желни за филмска уметност и дека можеме заеднички токму да го искусиме филмот онака како што треба да биде. Минатата година требаше да се случи оваа соработка со Музеот на современа уметност, кога се случи токму карантинот во текот на пролетниот период и за жал моравме се да местиме. Во меѓувреме имавме една многу тешка година, борејќи се со секаков тип на сили и харибди, не само пандемиските. И заради тоа, како директор на фестивалот, сакам да се заблагодарам на целиот тим и на луѓето што останаа сепак да работат на фестивалот и да веруваат дека ова е нешто што треба и понатаму да се случува. На вам како публика ви посакувам убаво неофицијално отварање на фестивалот. Како што знаете, официјалното отварање е токму наредниот четврток, 27 мај, во летното кино Мирно лето на кинотеката. Оваа година имаме хибриден фестивал, но со физички проекции токму за вас како публика. А она што е дополнително, средбите со интернационалните гости, конференцијата Филозофија и филм која што ќе случува наредниот вторник, и ако некој е академски заинтересиран исто за оваа област и да слушне интересни излагања, ќе имате прилика, ќе го споделиме линкот. Ви посакувам убаво откривање на фестивалот. Вечерва ќе бидете и првите што ќе можете да го погледнете трейлерот на фестивалот, бидејќи тоа е уште некоја незавршена варијанта и баш е некоја мала предпремиера. Се надевам дека ќе ви се допадне. И без да должам понатаму, би сакала да го поканам мојот колега Вангел Ноневски, кој што е професор на Институтот за филозофија при Филозофскиот факултет во Скопје. Вангел токму се бави со овој тип на теми од областа на естетиката, ремикс културата, современата уметност и мислам дека ќе ви даде едно интересно проседи или некоја контекстуализација на она што ќе го видиме малку подоцна на екранот. На крај сакам да им се заблагодарам само на Музеот на современа уметност кои беа доволно отворени за да за прв пат направиме една заедничка соработка, еден ваков убав настан буквално каде што ние Скопје на дланките и се надеваме дека ова нема да биде исклучок и дека ако продолжи фестивалот ова ќе биде една убава традиција. Ви посакувам убава и пријатна вечер и го поканувам Вангел да ни се придружи на сцената. Фала, Ана. Убаво светио. Вака, јас првично мислев да имам некој увод поврзан со филозофијата на Морис Мерло-Понти, ама денес од кога видов што сум ставил тука како забелешки, ми се виде премногу академски тоа и ми се виде како нешто што би можело да се направи во некој вид на критички текст или осврт во однос на овој филм, така што нема да одам во некои комплицирани објаснувања во врска со феноменологијата на перцепцијата и на телесноста за која што зборува Мерло-Понти, туку ќе се задржам на едно многу поприземно ниво и мислам дека тоа многу пофино ќе објасни и ќе даде некаков соодветен увод во ова што ќе го гледате, а впрочем ова што ќе го видите нема некој
некоја посебна потреба од некакво најавување, се си убаво и фино објаснето во филмот. Значи, филмот е некаков портрет на 4 современи уметнички од различни делови на светот, Марина Абрамович, Ширин Нешат, Сиглит Ландо, Катерина Сивердинг, значи Србија, Иран, Израел и Германија. Сите на еден или на друг начин се занимаваат со телото и со перформансот. И тоа е интересна тема од аспект, бидејќи баш пред недела дена или нешто слично имав некој предавање за Валтер Бенјамин, кој што зборува за уметничкото дело и загубењето на аурата при неговата техничка репродукција, а уште повеќе нели при дигиталната репродукција на уметничкото дело со кое што се соочуваме денес, со кое што во времето на Бенјамин не постоело, затоа што тој тоа го пишувал во 30-тите години на 20-тиот век. И он зборува за феноменот аура, кога зборува за уметничките дела. И он сметал во тоа време дека со техничката репродукција аурата на уметничките дела се слушува? Окей. Сметал дека со техничката репродукција на уметничките дела се губи аурата нивна. Односно, доколку погледнеме репродукција на некакво оригинално уметничко дело, ние нема да можеме да го почувствуваме вистинскиот ефект кој што би го имале кога би се соочиле со оригиналот на тоа дело, кое што е поставено во галерија или во музеј. Затоа што оригиналот или оригиналното уметничко дело зрачи со еден вид на неповторливост, која што не може да биде репродуцирана, бидејќи искуството со кое што го имаме додека се соочуваме со оригиналот не може да се репродуцира со техничката репродукција која што можеме да ја погледнеме во каталог, во книга, на разгледница или во списание или каде и да е. Сега, мене ми се постава прашањето, кога го изгледав овој филм, како Бенјамин би се поставил во однос на уметноста кога не станува збор за уметничко дело, кое што е нели физички опипливо, слика, скулптура или што и да е, туку кога станува збор за перформанс. А всушност во најголемиот број од случаевите кои што се застапени во овој филм станува збор за перформанси. И сега каде е тука аурата и дали може нешто да ни каже Валтер Бенјамин, односно нашето толкување на Валтер Бенјамин во однос на аурата, кога би се соочиле со анализа на уметноста од аспект на перформансот, односно на низината перформативност, низината изведбеност. И се зборувам за изведбеност на уметноста надвор од театарот, нели, кој што е исто така изведена уметност. Што е она што на овие перформанси на Абрамович, на како се викаше од Израел, Сигалит Ландо, им дава автентичност. Дали таа автентичност се губи всушност со репродуцирањето, со нивното представување во документарни филмови, бидејќи добро знаеме дека ова не е единствен, има еден куп други документарни филмови кои што се занимаваат со различни видови на уметници и нивни дела и перформанси. Што се случува со перформансот и со неговата аура? Дали таа се губи кога ќе биде представена на екран или па ние мораме да ја доживееме непосредно, односно во моментот кога таа се случува. Мој впечаток е дека и тоа е безизлезот всушност кој што го лоцира Валтер Бенјамин во однос на аурата и во однос на уметноста кога таа е технички репродуцирана, бидејќи го зафаќа еден став на амбигвитет, не нива му ни таму, во однос на техничката репродуктивност на уметничките дела,
Он смета дека голем дел од уметноста ја губи својата оригиналност и автентичност и неповторливост кога се репродуцира. Меѓутоа, Бенјамин веројатно никогаш не ги имал предвид уметничките перформанси од овој тип. Се разбира, бидејќи тие се случуваат покасно од како он ќе почина. Значи, моето прашање е како би се поставил Валтер Бенјамин во однос на овие перформанси, имајќи го предвид феноменот аура, односно феноменот на непосредното искуство и на неповторливоста на уметничкиот настан. Моje мислење е дека се разбира и во овој случај, како и во сите останати, доколку ние сме биле присутни кога тие се случувале, секако дека нашето искуство би било многу по-силно и многу по-впечатливо. Меѓутоа, мислам дека ништо помалку влијателно и силно и моќно нема да биде искуството кое што би го имале сите ние сега, откако ќе ги видиме тие перформанси, бидејќи всушност тие и се насочени да не натераат, како што вели Абрамовиќ во еден дел од филмот, и ние на некој начин да почнеме да го истражуваме сопственото тело како простор кој што може да биде сватен како празен канвас за експерименти, за и ние да на некој начин да можеме да се вклучиме и да ја почувствуваме болката на, како што вели она, нели, на едно место, поентата е преку телото, односно поентата на низините перформанси е ослободување од траумата преку повторно символично соочување со траумата, односно со болката, да се почувствува што болката на вистина е, представува всушност начин таа да се надмине. Тоа не е нешто што мораме ние непосредно да го видиме. Тоа е нешто што веројатно нам ни го остава она како аманет, за да можеме да го применуваме во нашите животи, да се соочуваме со болката на еден поинаков начин, повторно, символично, реенактирајќи ја, или како би било тоа на македонски, повторувајќи ја, за да можеме соодветно да ја преживееме. Јас не би должил повеќе, бидејќи она што самите овие уметнички ќе го кажат во рамките на овој филм, многу подобро ќе го отслика она што они всушност го прават. Така што толку од мене и сега ви предлагам да го погледнеме филмот и да уживаме во него. What is the meaning of all this?